Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за киселини, мислам за номенклатура на киселини, а понатаму некогаш ќе збориме подетално општо за киселини, иако сега ќе спомнеме само на кратко, значи нема сега да збориме за Луис, Бреншед, Лори и тие теории, него само ќе спомнеме дека киселини се хемски соединенија кои имаат водород и некои си киселински остаток. Сега, поентата е зашто овие се киселини. Се киселини бидејќи овој водород што е овдека се откачува од нив кога се наоѓаат во воден раствор. Така, нема да се наоѓаат во воден раствор, ама тој водород се откачува. Сега, може да имате слушнато за pH, така, pH е негативен декаен логаритам од концентрацијата на водородни иони, и што е pH пониско, тоа значи дека има повеќе водородни иони во растворот. Така, значи има повеќе H+. А што е pH повисоко, тоа значи дека има помалку водородни иони во растворот. Сега, дали една киселина е силна киселина или е слаба киселина, така, значи силна киселина ќе ставам со плюс и слаба ќе ставам со минус, зависи од тоа колку дисоцира водородот од соединението. Така, например, ако имаш 100 молекули, кај силната киселина, имаш 100 молекули од ова H и некој киселински остаток, каде што сите 100 го испуштаат водородот, значи имаш 100 водороди, така, тоа е силна киселина. И ваква е, например, HCl, хлороводородна киселина. Додека слаба киселина, која ги имам многу, но поентата е, имаш, например, 100 молекули и само, не знам, 50 молекули го испуштат водородот. Тоа значи дека 50% не го испуштиле. И ова е слаба киселина. И спрема тој степен на дисоциација, всушност се одредува дали некоја киселина е слаба или силна. Но, како што реков, за тоа ќе збориме многу понатаму и сега само ќе се здржиме на различните видови киселини и на нејата номенклатура. Сега, главно ги делиме на две групи, значи прва група и втора група, каде што првата група се киселини кои што немаат кислород. Нема, ќе бележиме, кислород. Додека втората група имаат кислород. Нормално не е во O2 форма, него ја го бележам како молекуларен, иначе ќе изгледа само како O. Значи има кислород и нема кислород, значи се нарекуваат бескислородни и кислородни киселини. И сега првин ќе се задржиме бескислородните, но само спомнам дека кислородните всушност ги делиме на различни видови, значи кај кислородните има исто повеќе поделби, поточно имаме 5 различни видови на кислородни киселини, сега само ќе ги запишам као со стрелки, а понатаму ќе ги разгледаме, понатаму во видео. Значи тоа се обични кислородни киселини. Ајде ќе запишам со бела боја. Значи тоа се обични кислородни киселини, кога киселинскиот остаток, односно елементот гради повеќе од една киселина, мислам повеќе од две киселини, дикиселини, метакиселини и тиокиселини. Но сега пројчето ќе збориме за бескислородните. Сега, овие бескислородните всушност многу лесно на некој начин се именуваат. Ева ќе направиме една поделба. Многу лесно всушност се именуваат, едноставно има само некои исклучоци. Како се именуваат? Едноставно, ќе земеме сега еден пример, каде што ќе ставиме HF. Ево, HF. Или ќе облежиме вака со различна боја. Ќе ставам тука F. И всушност, името всушност потекнува, првиот збор е името на киселинскиот остаток. Така, па имаме буквата О и после ми имаме водородна. И на крај нормално киселина. Значи ова целото ќе оставам со портокалова боја, дека ова целото е киселина и на крај доаѓа зборот киселина. Значи, например, оваа киселина би била флуоро. Добро, ајде флуор. Вака овото нека биде овдека. Па сега ќе земеме повторно, сега сам со бела боја, водородна и сега на крај киселина. И сега ќе запишам неколку примери кои ќе ги решиме. Ајде, сега само ќе ги напишеме решенијата. Ова првата ќе биде хлороводородна киселина. Хлороводородна киселина. Наредното ќе биде бромоводородна киселина. Бидејќи имаме бром. Наредното ќе биде јодоводородна киселина.
ова ќе биде, сега да не ме буни H2, едноставно ќе биде селено-водородна. Да го продолжиме ова. Сега овде имаме еден всушност исклучок, каде што може да видите дека CN не постои таков елемент. Така, C е јаглерод, N е азот, така, ова се два елемента, не е еден елемент. И ова целото соединение CN всушност се нарекува цијан, како цијанид. И затоа оваа киселина всушност е исклучок и се нарекува цијановодородна киселина. Така. Добро, сега кога ќе дисоцира оваа киселина, така, значи имаме имаме HCl, пример, и тоа сега дисоцира на H+, каде што H+ некогаш се бележи, бидејќи обично се наоѓа во воден раствор, може да се бележи како H3O+, но не мора секогаш, значи некогаш се бележи како H+, некогаш во хемија го бележат, значи како H3O+. Значи како вода, само што има еден водород повеќе. Бидејќи тој водород всушност се прикачува на вода и затоа. Но ние ќе бележиме како H+, за да биде по-просто, и ќе бележиме како Cl-, бидејќи еден од електроните која гради оваа ковалентна врска овдека, всушност преминува кај Cl, затоа тој се станува минус, а водородот сега ќе му фали тој еден електрон и затоа водородот ќе биде плюс. Така, сега, имаме H+ и Cl-. Негативните иони се нарекуваат аниони, и за именувањето на анионите кои доаѓаат од овие бескислородни киселини, сушто се додава наставката ид на крај. И Д. Значи, анионот на хлор всушност ќе биде хлорид. Вака сега, како да го запишеме, нека биде вака. Хлорид. Сега ќе запишеме неколку примери и ќе ги именуваме. Ајде, сега ќе ги именуваме. Значи, ова е флуор, значи анионот ќе биде флуорид. И имаме сега бром, тоа ќе биде бромид. Имаме јод, јодид. Селен, сега С2-, бидејќи горе, кај што видовме, имаше, вака, забележам за да не се збуните, бидејќи имавме два водорода, и кога ќе ги откачиш двата водорода, всушност ќе добие два електрона и затоа е 2-. Тоа ќе биде селендид. Да, значи ова е еден исклучок. Нормално постојат и други исклучоци, но овие значи честите. И тоа беше тоа за бескислородните киселини. Значи ете ги видовме. Бескислородни се пише името на елементот која гради бескислородната киселина, се става О, водородна киселина. Исклучок е цијановодородна, а кај анионите се додава едноставно наставката и Д на крај. Така, значи се пишува името на хемискиот елемент и се додава. Сега, всушност тука ќе прекинам видеото, значи само ова видео ќе биде само за бескислородни. Ќе објавам друго видео, нели, кај што ќе ги разгледам кислородните подетално, бидејќи кислородните имам многу повеќе за зборење, ако го направам едно видео би било 20 и нешто минути, можда 30, така да вака само ќе го поделам. Значи ова беше еден вид вовед дека киселините имаат водород, имаат некој киселински остаток, дисоцира тој водород, значи се испушта во холената, као H+ ион или као H3O се пишува, значи или се пишува као H+, или се пишува као H3O+. Бидејќи обично се наоѓа во воден раствор. Ги делиме бескислородни и кислородни. Кај бескислородните јавме името на елементот О, водородна киселина, и анионите кои доаѓаат од дисоцирањето на киселината се додава ид на крајот од елементот. Освен кај нели цијанид, тој кој не е јаглерод азотид, него е цијанид, и сулфид кој не е сулфурид, него е сулфид. Се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за кислородни киселини. Довидување.